владата на СДСМ предводена од Ковачевски се претвори во туристичка агенција. Вработените патуваат на сметка и на конто на државата, ги пуштаат во Бугарија на пат како новинари, а згора на се од Созара и од владата лажат и демантираат дека тоа не е така. А никаде, ама баш никаде, не објавија официјални документи за она кое што го тврдат. Односно, го демантираат. Имено на заедничката седница која што требало, односно се одржа во јануари во Софија помеѓу двете влади, на четвртата седница на нашата влада во Република Македонија се изгласала одлука се обезбеди бесплатно сместување, патни трошоци и ПСР тестови единствено за новинарите. Никаде не е донесена одлука и за вработените. Додека пак од Созара, служба за општи заеднички работи, која што е под владата, 6 луѓе, заедно со директорот на Созара, биле на државен трошок 3 дена во Софија, додека траела седницата. Тотално е нејасно зошто мора додат 6 луѓе од Созара на заедничка седница помеѓу двете влади, а згора на се да се обидат истите тие да бидат така наречено протнати на списокот како новинари. Очигледно се работи за екскурзија и за тура која што требало да ја разгледаат Софија како изгледа. Трето нема. Еве и нив, јавно да ги прашаме, дали е точно дека на четвртата седница на владата на Република Македонија било донесена одлука во точка 5, каде што пишува дека само за новинарите се обезбедуваат сместување, превоз и ПСР тестови и никаде не е наведено дека за вработените во владата или Созара. Луксузот на грбот на граѓаните е една од примарните работи кои што ги работи оваа влада предводена од Ковачевски СДСМ и нејзините поданици. Трошењето на парите на граѓаните за луксус е навика која што никако не им престанува на СДСМ, дури ниту во сред економска криза, каде што самите велат дека ќе крателе од непродуктивните трошоци. Додека граѓаните не може да преживеат и да се прехранат, владините представници се луксузираат и си прават екскурзии на грб на граѓаните и на државна сметка. Секој смешен демант што го пуштаат од страна на Созара или од владата да го демантираат овој скандал за вакви случаеви, не само за овој, и за други, само покажува колку се тие очајни и смешни. Затоа, наместо штури и празни соопштени и деманти без докази, за ова некој треба да си понесе одговорност или најмалку што треба да направи е да ги врати тие неколку илјади евра во буџетската каса кои што ги потрошиле за оваа екскурзија и никако поинаку. Благодарам. Сега би сакал да одговорам на едно прашање поставено од Далса телевизија. На вчерашната средба Ковачевски Петков беше на вчерашната средба Ковачевски Петков беше без некој резултат и Ковачевски кажа дека ако нема договор до јуни нема да се промени стратешката определба на земјата за членство во ЕУ. Дали ова значи дека владата прифаќа дека во јуни ќе имаме уште едно разочарување и нема да имаме датум? Најголемо разочарување за Република Македонија и за граѓаните е токму ова влада на СДСМ. Најголемото разочарување за граѓаните и за државата од оваа влада е тоа што ги лаже граѓаните, им дава лажна надеж и најмалку 5 пати ги лажеше дека оди да го земе и да го донесе датумот за преговори во Република Македонија. И пак ништо. Само ги лажат граѓаните. Ништо повеќе. Единствено што прави оваа влада е грабеж на македонскиот народ и тие како влада СДСМ, дали бил Заев, дали бил неговата бледа копија Ковачевски, така натака, се само прочитана приказна која ќе биде запечатена на следните парламентарни избори. Но она што е многу, многу поважно е дека додека се обидуваат да водат висока политика, Ковачевски другарчињата, инфлацијата стана двоцифрена, прехранбените производи се покачија некои дури за двојно повеќе и граѓаните едноставно не можат да преживеат. Така да, најголемо разочарување за Република Македонија што се случило изминативе 32 години е СДСМ кога е на власт. Благодарам.